Комичен и апсурден е новиот предлог закон со кој што владата сака да им наплаќа пашарина на пчеларите, затоа што нивните пчели оделени на државно земјиште. Ова е ставот на прилепските пчелари кои што рекоа дека ваков закон немало во ниту една друга земја во светот. Секаде пчеларите добивале пари за да нивните пчели опрашуваат, а само кај нас тие сега требале да плаќаат пашарина на државата. Не знам зошто институциите се обидуваат на шверцерски начин да го воведат нештото без консултација на здруженијата, без консултации со пчеларската фела. Нас ни бара да наплаќаме пашарина за државни пасишта. Меѓутоа пчелите одат и на приватни пасишта. Пчелите ние не можеме да ги насочиме да одат само на државна површина, туку одат и на приватно, што е за жал апсурдно. Бидејќи јас сум во контакт со многу колеги пчелари од Балканот па и пошироко, тие се затегнати и вчудо невидени од овој, да речам, предлог закон, што нигде не постои на Балканот, па ни во светот. Ова било само дополнителен товар во време на климатски промени кога пчелите се на голем удар и се помалку се добива мед на годишно ниво од пчелно семејство. Голем дел од пчеларите го работат како семејна традиција, голем дел го работат од хоби и редок е бројот на оние кои што можат да живеат само од пчеларство како основна дејност, односно сите ние пчелари работиме нешто друго за да екзистираме, а ова доколку порано беше дополнителна дејност, сега е дополнителен товар. Пчеларите се пожалии на тоа дека немаат земено субвенции за лани, а немало слух ниту за намалување на данокот за купување на пчеларска опрема. Сите земјоделци досега веќе користат бенефитот на програмата за рурален развој, а нивниот данок е 5%. Само на нас пчеларите, пчеларската опрема не е намалена 5%, односно останува 18%. Пчеларите се надеваат дека државата во иднина ќе има поголем слух за нив и дека овој предлог закон нема да биде донесен.